Драги кумановци и кумановки, здрав живо, поздрав од ресторан Куманово СПА, јубилејна 100-та емисија за наше Куманово, ете полак. Почнемо пред 2,5 години, стигнамо до 100-та емисија. Мора да кажу дека работамо многу тешки услови, има смо проблеми с пандемија на коронавирус, али ете, с наша упорност, с наше залагање, успеамо да дојдемо до едну респектабилну бројку. Надamo се дека ќе го продолжиме оваа емисија за Куманово. А за 100-та емисiju, мислам дека смо изабрале доста релевантнога господина од Куманово, наша кумановска музичка легенда, кумановски боем, познат лик од наш град, присутен у свак дел на кумановско живење. Наши ваш гост е господин Нино Величковски. Нино, како си живо? Фала ти, Марјане, на покану во овој прекрасна емисiju. Ovo je zaštitna znak na grad Kumanovo, del na televizijsko vidovanje i meni mi je mnogo drago što možda vidu delo od ovu emisiju. Pred sve da čestitam srećnu novu godinu na moji sugrađani i na svi onije što ne prativ. Verovatno ova emisija možda ide i na drugi televizije. I Božić sigurno da su živi i zdravi. Gospod neka dava zdravije pred sve, dobru mislu i da svi želje što si ги imate, imamo, da ги ostvarimo i da биде просперитетно Куманово. Оно што се вика да гледamo прво за себе, за свој град и за држава да не биде поуспешна. Интересантно, Куманово е град на боеми, на дружбу, на седенке. Ти си многу прошел у твој живот. Мене ми е драго што на овој стал имамо многу фотографии. Дефинитивно ќе мора да правиме 2 емисии, односно 2 серијала, и мислам дека ќе имамо да презентираме на кумановци многу убави работи од твој сеопфатен живот. Има дружба, има музика, малку спорт, глума, театар и така дале. Али сакам на почеток да те прашам една дефиниција за кумановского човека. Кумановци ми сме многу уникатни луѓе. Вика, кумановци се многу големи боеми, сака да се дружи. Ти си многу прошија, певе едно твое видување за кумановци како човека. Моje мислење е дека некад сакав с нас, одека ќе се каже Батко Ѓорѓија, да не смести во некој контекст дека ми не сме само мајтапчие или шегобијци, како викав, и имаме и фестивал, нели, Тумба фест, ама малку сакав да се подругуев, да терав мајтап с нас, ама некада е такој. Ја мислам дека повеќе смо ми тие мајтапчие, како што е синониме да ни трпео за Прилепски крај и регион. Да. Куманово не само како Батко Ѓорѓија, ми како менталитет, како језик, дијалекти су богатство на свак народ, па и на наш убав македонски народ. И можда се пофалу и дичу се с тој што сам роден у Куманово, у срце на Куманово, куде сегашњу општину кафана Јово Јовиć 59 годину е рушива за да се направи суд, ама така си беше, тој другачие време, да не кажу декрет, ама немаше многу да се договарамо, него тамо ќе живите и рушиване, за да биде поубав град да се направи суд, и од 59 година се преседи позади Монопол в зграде Бождар Мицковиќ, број 7 сам живеел 11 години. Другачко време останав. Да. Значи, извини, автоктон чист кумановац, по мајку Велешанац, по татко оригинал кумановац, роден у Куманово, сакам сега Куманово. И така да право добра спојка Велешанка и Кумановац, два темпераментно. Па и мало е у тој период покажување и на бабо ми Рајану, Бог да го прости, и на овој имало е многу дружења, има доста мешовити бракови однос на Велес и Куманово, со тие разни дружења за 1 мај, по излети на матинеја и така дале. Така да татко ми такој го е запознал, мајко ми 52 годину, за да се земе в 53-ќу, јас се раѓам 54-ту. Али на тој место, куде што се не делиле фактички еден зид, имаше католичко црквиче едно, седеше покојан Дофи Ѓуста, златар беше он, покојан е Бог да го прости. И ту смо живене негде, јас сам и Маја, значи 6 години, куде учителку Трендафилку знам у градинко, овамо куде гимназију, сам бија и веќе прву годину
прво Ж оделение запишуваме у Томислав Тасевски Маке. Чека да објаснимо. Прво Ж, тој символизира дека од тој период имало многу ученици. Чим е Ж, значи много први превише. оделение, да. Прво Ж, за да после у друго оделение направи се Толи Зордомис и кад се пресенима на Бождар Миско и позади Монопол, тој немаше све беа башчи. Какъв автопут, 62 прво тамо Не е имало правил. ни куќи, ни Ништо станови. немаше, само тие 4 зраде, кал до колена, треба чизме 2 пара за да дојдеш до чаршију. Така е да друго оделение Толи Зордомис до 8 тамо и негде 70 на Зелен пазар татко ми прави куќу и тоа е укратко како сам ја почнаа да проодую Куманово. А проодую парк. Горе со колон. Не, овој друг Доле парк, што да. сака многу да се тој подотера матинеја. Да, тоа е било многу убаво место исто. Има Куде многу играиш? убави фотографии. Сега не е необичајно да започнеме емисију да ги поздравиш наши кумановци и кумановке со едно твоју музичко номеро кој сматраш ти дека овој момент е најприкладна и ќе ги разубавиш овие моменти, весели празници да им биде на наши луѓе. Еден твој избор личен на музичка номера по твое некое следување. Еј, што ми се пие бабо, тој руино вино, што га точило бабо, твое девојче. Еј, што ми се пие бабо, тој руино вино, што га точило бабо, твое девојче. Ем га точило, ем се смејало, ту испроти мене бабо, песме појало. Ем га точило, ем се смејало, ту испроти мене бабо, песме појало. Тоа е поздрав со прву строфу, па ќе видиме кој ќе Да. тече. Ајде прво да покажеме овие твои се драги работи кои ти никако не може ги избришиш од твоја меморија, нормално ово ти е твое богатство. Да, мој почеток музички е 83 година кога се формира Октет Куманово и многу големо фала на Мичу што мене ме одбра уз мои другари 8, односно 7 плюс 8 плюс Мичо и он е бил дел од Октет, нормално оснивач, диригент, шеф на оркестар на Октет, а после и на оркестар кој е работел с нас. Значи, Миодраг Бажиновски Мичо е татко на оснивач, заедно с Павле Илиевскога, мојега другара, и сви овие што сме биле поранешни членови на Куд Илинден хор и камеран хор, значи биднам 83 годину на 19 септември у музичку школу заедно с Бранка Трајковскога директора, формира се Октет Куманово. И ово е 91 година кога правимо прву лонплей плочу насловена Кога падна на Пирина, а иначе насловната номера беше с Виолето Томовско како гост на албум Болен ми лежи Миле Попјорданов, куде што маестрално Мичо направи еден македонски болеро, може слободно да кажу, куде што за мене тоа е една химна за Македонија и тај LP плоча, после е направена и касета. За мене е многу значено, во е време кад се раѓа нова Македонија, условно кажано, 91 и наступаме и на Ден на независност, значи на 8 септември 91 годину на Скопје, и ја со Октет и јас сам со свирите ми тамбури и бабино девојче. Тако е да од тој годину, претходно, сигурно ја имам пред тој издаден албум, така тоа е за нас една лабудова песма и на еден огромен почеток ти да се појавиш, ово е веќе РТС, радио телевизија Скопје, односно има касетна и продукција, каде што веќе може да се прави у Скопје, а мојот албум или LP е направен ПГП РТБ, пошто Скопје немаше зашто. Многу битно да ни кажеш како се формира група, на чиву иницијативу, како тече тој процес? Па еве, тој ентузијасти кои смо појале у хор Камеран куде Дорита. Чекај, Дори Тодор Мучевски. Да, Тодор Мучевски, Дори, легенда.
кој работеше с камерен хор за да 6 месеца ми сме работали с Трајка Прокопиевога, легенда на македонску, односно кумановску, посебно с Кумановке направени хорски композиции, од кои ги ми скоро сви појасме у хор, и он работа 6 месеца пред да почине. Голема е работа да работите с Прокопиев, кој тој време викаше Кумановко број 4, хор го најдобро пое. И значи дел од тие хористи што су биле тенори, баритони, басови, се удружимо по иницијативу, кажа, значи на Миодраг Божиновски Мичо, на директорот на музичко училиште, на музичку школу Бране Трајковски Бранислав и Павле Илиевски, иницијатори, а после су тој Славчо Алексиевски, Момчило Бошковски, Трајко Крстевски, значи Кирил Пачковски и Паскал Насковски и Петар Николовски. За жал некои се починати. Да, Бог да ги прости, Петар, односно Кире и Учо Паскал се починати. Нека им е лесна земја, и поеше с нас од Октет Македонију, дојде, така да имале сме и промене, после тоа е појал с нас и Срдјан. Сега да прашам за Дорите, он е музичар цел живот бие, каков човек е бие Дори? Авторитативен, прекрасен човек кој знаеше да води, за да водите и да бидете диригент на хор посебно, на повеќе гласно појање, треба авторитет да искочите и да ви веруе, и работа с поединечна погласови е многу тешка, напорна, и Дори беше авторитет, камерен хор одлично го водеше, ми сме наступале, имале сме стварно еден прекрасен хор со солисти, кој е екзистирал, да не кажу, едно 4-5 години. Исто многу драга работа твоја, ово е твоја плоча. Да, свирете ми тамбури по култну песму за Шоиќа, мојега другара, нека му е лака земја, и по тој песму кој го напиша текст Љубец Цветановски, музика, аранжман Мичо Божиновски, издадемо с ПГП РТБ далечно 89-90 поточно. Прв ЛП, ја за Кумано не знам дали има некој друг од певачи издаден, куде што су поместени 10 песме, од кои 9 су на Мичета, музика, аранжман, текстови су од различни автори. Така е да ова за мене широки ги отвара порте и путишта, отвара на македонску фолк сцену. И пасите ке почнемо овој дел, па ке се вратиме на твои почетоци. Миче ти е многу заслужен за твоју кариеру. Сакаја би с njega да покажеме фотографија, jer ipak Миче има големи заслуги. Еве ова е фотографија со миначата Мичета Божиновскога. Да, една голема легенда. Да, на едну свадбу на сина на Јована Павловска, кој го напиша текст за песма Магде, Бисер Балкански. Туј е Мичо, туј е Горан, Бисер Турс. Ја, едно веселје у Континентал. Може да ни го пишеш у едно кратко резюме за Мичета, какъв човек е бија на професионален план, за другарство и така? Миче, го знам, гледал сам ги емисија, нели, оној Соколана, Матинеја, он имаше состав Red Roses, свирасва у Соколану игранке, али он беше у исто време човек кој можеше у технику се многу разбираше, ќе земеше појачало, ако нешто ми викам од цркне, ќе земе да ga залеми, можеше, Волво имаше да ga растлопи, да ga состави и да ga растави, што се вика. Човек од руку, веројатно, потатка му Љубета Графера, тој имаја, а иначе музички е вансериски. Пред свега, он беше еден скроман, тих човек, али веројатно дека е одлика на тие скромни људи, они су над
прав уметник кој ја знам колку е бија захтеван за музика. Он за бабино девојче 88 сам го снимија. Вика, пази, нема никога да го интересира колку си ти пие уморан. Дали ти си појаја негде свирку тезгу и така дале. Треба да ти е глас у реду, чист, све, за да може тај песма ќе остане историја, ќе веруваја многу тој песму. И еве, тој се покажува дека мене ми е заштитен знак, бабино девојче, свирете ми тамбури, он 2 години прави 2 хита. И веќе следеќу годину прави мојата серенада с Гоце Николовски, каде што фактички у 3-4 години има 3 хита, што се многу тешко пишува. Независно дали ги поеа Нино или Гоце. Важно за мене, бабино девојче, 88 и 90 свирете ми тамбури, су хитови кои са ми го обележали кариеру. Јас сум посетio на првија с njega još 3 nagrade na Валандово. Njegovo je Ne se trpat nemiri 2005. godina, 2008. godina sa Smerimo, 2003. Tako da, evo, tu imamo sa Soktet i sa Smičata druženje u Gevgeliju, nastupi iz celu Makedoniju, Jugoslaviju, bivšu, smo imali nastupi sa Soktet. 30 godine na primu i mi je прируку монографија. Нино, да дам еден предлог, може ли участ на Мичета, дали треба да се направи некој фестивал по негово име да се вика? Или некоја... Па да биду искрен, ја мислам дека треба иницијатива, ако не, ако е веќе Панче Пешев музичко училиште, улица сигурно, еден споменик, пошто он после, тој мој дипломску сам го кажа и напишаја с големи букви, значајно ми е и на мене, а мислам дека и на нас кумановци треба да не е важно и значајно е дека после Трајко Прокопиев најмаркантна музичка личност и лик е Миодраг Божиновски, Миче, ми викамо, а у Скопје Мичо. Дали улица, дали нешто друго, да се сеќамо на njega. Да се направи, па макар и фестивал, кој фестивал ќе има една награда с негово име, кој кад би бија фестивал не е ревијален него такмичарски. И најверојатно дека натаму е у тамбурашки, сам тој мислија, ама тој не е може да бие негов дел на, иако напиша тамбурашку, Не се трпат немири, па и свирете ми тамбури, тамбурашка, каде што може да установимо у негово час, инако он е добија за 5 века престижну награду, постхумно и истретиране, ама ипак тој не е доволно колку е он дае на македонску, посебно на кумановску. Ми имамо преко 200 песме со Соктет Куманово за продукцију на македонско радио и телевизија. Знаете ли што тој значи? Колку труд, напор е уложено од негову страну да ги напише, порано не е било тој компјутерски, него с плавец ми викамо, имаше едно моливче гумичко да ги напишува на руку, па после да ги с туш или с тој пенкало специјално пишуе ноте. Штета што не напушти млад. Негова смрт сви ги потресе у град. Тоа е живот, али останава негови дела, негови песме и семејство кое исто се гордее, дичи с негови дела и гледам дека и далеко е Магде посебно, а и Ангелина, уделна музички, газив, јако, талентирани су, мислам дека ќе го продолжи в негов пут. Еве га Миче па овдека. Да, тој е дел на еден серијал кој смо били низ Македонија, по разни фестивали, Валандово 2-3 пута, Цветници и по разни манифестации кои што се навикале. Ово е исто октет на наступ на Валандово, престижен ресторан Фуктак. Песмата е на 2003 година на Ванчо Димитров. И овие слики су право богатство за... Да, тоа е све наступ на октет Куманово, кој, кажамо, 83 е формиран, негде до с прекиди е работал преко 30 години, после Мичу с нас работа Ванчо Димитров, имало и други чланови. Интересантно, сви дотерани, убаво облечени. Да. Припознатливи сте биле. Да не забраво дека туј сме имали и други персонални промени, значи односна е Стојко Димковски од Пошту, Срđan Ѓорѓевиќ, доктор Виктор Костовски од музичко училиште, така да имало одредени персонални промени, Рокаде и Раде Стојанов од Октет Македонија. Еве га Миче увек насмејан, весел.
Да, с Трајка, другара Крстевскога. Појал и кафе га викав од Октет Македонију с нас. И Усвако- така е, тој е еден четврт век музику и повише, да не кажу, што не е Да. малку. Тој е од Серенада на Широксо како Битола и фестивал куде што Гоце Николовски победи с песма Мојата Серенада, после го мисли мимо с Октет, после ја како солист с мои тамбураши, така да тај песма има и ќе има живот. Имамо и албуми, има смо задуженога кој водеше посебно, тој беше покајан Киро Пачковски, евиденцију за доваѓање на пробе плюс минус, па после фотографија, па после финансии ги Дека водеше. рибе фаќате. Да. Не, овој су мои другари. Значи Данчо Ивановски, Буби Ивановски, Павле Илиевски и ја едно 20 години, 30. Данчо га видеше, шеташе по чарши, не се га видеа од таму. Не, шета још он, само што Не- престанамо да играме. Ми 30 години сме играле карти. Многу интересно како податак, тај бридж некој аргентински, куде што сме имале дипломе, медалје. Тој не беше Да. вид на рекреацију да забравимо на, односно да се тргнемо малку од тоа е тај четворка. Еве го. Да не Четири- збору четири мускетара. да не збору кој бија прв, кој е последен, да не ми се замерив. Овој Знаем кој се, рекој, бе. знаеше? Ово е на Пчињево На Пелице. Пчињево, Пелице, да. И што се е таму многу. Да, Пчињево. Така е да им многу дружење, 30 на Еве га. години. За мичета, па. Напорно е било, ама се исплатливо и останува некој белег за град. Па никако Октет не сме биле можда профитабилни, в смисло на тоа да печалимо пари, али сигурно дека сме направиле многу и оставиле за кумановску музику и македонску пошироко с Мислим, многу исплатливо песми. во смисло за историју на град да А, стане да. документ. Не, за- некој за мисли дека финансии. се го вие тезгари, Не, па не. зимане многу пари, тоа не е истина. Камо среќа да било тако е, ама ми не сме биле комерцијална група. Ево, дека у жути мајце. Тој е Охрид на Охрид фест и Охридски староградски средбе. Ово е за ден на средба на генерација за 11 октомври, 55 години исто Октет. Видиш да ти помага малце, Да, асистенција. асистент. И многу стики и многу и оште за Октет може да се направи, па посебно Посебна ова емисија, емисија каде што можеви и колеги и другари дел од Еве нива го да Виолета збори Томовска, Виолета легенда. Томовска. Да. Ово Сега ово е тамбураштво веќе, туе с Чамитка покојна Чичко на Митко 94 Касовац, години. Многу интересен лик е. Да, он има до 90 кусур години свиреше с нас, значи да не веруеш. А колку има хумор у njega, тоа е чудо невидено. Да, значи хумор, рецитација, Да. песме, да свири, да дели бакшиш, за свега биваше Чамитка. Сега нино да се вратимо, време пол го враќамо назад, идемо, ти кажа дека си учија у школу, еве ми ти покажемо од забавиште. Една Да. многу убава фотографија. Завешт. Учителка Трендафилка, Пошто го помниш Да. на филку учителка, еве? строга, ама праведна. Сеќам се, значи беше строга, али сакаше, знаеше с деца. Еве сам ја дека маце ако овој препозна се на 6 години или 5,5 кога сам бија. Тој ќе да е било пред да се преселимо 59-та, Тоа е било 6. 59-то, да. Да, пред да идемо горе у Монопол. И колку е било далеко од Монопол да Памтиш си некого да вие дека да кажеш? Па по фаце ги памту Цаби, еве га, што сме после училе школу, играмо фудбал заедно, Да. значи Светозар Јакимовски, Светозар Цаби. Цаби, да. И многу други кои после сме училе с некои, пошто ја отиде у Толи Зордомис, они останаа у изгорену школу, изделимо се малку, Така е. географски. Еве друга фотографија од школски дани. Да, ово е Томислав Тасевски Макеп, наш учител кој не учија, али е многу интересно, многу не учеше да бидемо самостални, имаше како школски задруги, училишни задруги, и тој има и како извидјачи, бере смо врти поп, па ќе га продавамо, па ќе идемо на Врти попе тие... камилица да кажем. Па да, не, Врти врти поп поп, да, камилица, врти да. поп камилица. Тој И за после, чај. после иде смо на тие како извидјачи, шатори, дефиле се правеше, школа имаше секција, драмску, литературну, фолклорну,
имамо тамо слики, ако најдемо после Имало да ги многу, да. покажемо. Еве фолклор тамо кој сам играе, Рајчо не спремаше фолклор, наш Александра Сашка е професорка по македонски литературна секција, Живка по физкултуру. Може да кажеш некој од овие како знаеш? Па не, сигурно дека знам. Значи ова кој? Евто Крстевски, Васе Гелевски, Драган, Јовица Јоцо Зафировски, Славица Божиновска на Мичу, супруга моја школска, смо седели да не кажу клуб, ама туи и многу да не ми замерив ако испуштам некоја Десанка Пешевска, судика. После емисију Кузна ќе ми текне и на свите. Али беше тоа едно убаво време за ова е веќе таму негде 7-8 деление трајче предаваше српски. Добро. Тоа е време, а еве го Цаца. Значи, решавам се мако е по-маркантна. Еве га Евто, кажа Васета и кажа Драган Бошковски. Тоа од исто малу Милорад ми беше другар исто. Интересантна работа, Нино, многу деца имало тега, над 30 у клас су У биле. класи по 30 не е имало. Да, имало. Али морало да има ред, дисциплина, не е имало неслушање на учител на професора, Не. мора да се Тој поштуе. имало други педагошки мерки, да не ги кажуј кои су биле, кои не су популарни, не смеја се да дешава тој ударање по прст или шамар да добиеш, сленирче. Али тега постојства такви дисциплини, па деца па пораснава. Значи, Да се изградива у здрави луѓе. да. Александра му е професорка по македонски. Ова е исто пред Торис Зордо мисија. Звонко Стојановски, мој другар, што сме училе заедно, еве сега гледам Милица и Мица Андоновиќ, Милица, односно Мица Андоновиќ и Милица су туја, Десанка го кажа. Многу ликови, некои не сам ги изумија, Ке се препознае пуно, се да. препознае, да. У Торис Зордо. Али И да не ми се љути тие што во да, момент не е намерно. Али интересантно е што и правиле сте нове године у клас, донесе се скромно торта, Па да, колач. 7-8 И со деление веќе професори, беше да. организирано, но Да, нели, не дечко девојка, другари се организира сме еве куде Драгана знамено ново годину. Па нема врска дали овие седеле малку у Бедиње или не знам куде, ми ќе се собере смо, друштво беше такво и Тега пешки не имало, такси не имало ништо. 7-8 деление ќе чекамо нову годину и така имаше тој. Беа Битлси многу популарни. Да. На 7 минута композиција, Hey Jude. Да ме бирају. Кажи ми, кој се учија средња школа? Средњу гимназију. Памтиш го Од гимназију? 69 до 73 гимназију Класа и кој тој ти е јазична насока Жарко Димитриевиќ. Жарко цели 4 години, иначе пошто беше нели јазична, предаваше знам математику, професор Ставре, физику, сега ми све на презиме, ако кажем од Чевлад, такој беше Чевлад, познат тако ме надиме кој станае, да. како Чевлад, да. Борис Наумов, Кукац. Кукац. Сега, значи, ми ако нема надимак нели у Куманово, никој не те познава, така Колку да. се препознава по надимици, да. Али многу интересно било што ми дел од тие што смо били у тој време гимназијалци, бемо и како младина. Па ги организира смо игранки, па туе 3+2, па туе претходно глечери, па претходно у гимназија што су правили игранки. Па после бемо коначари, у Суто море се летуеше, може дека имам тој некои слике, тој е овој овдека, Ева да го покажам. Сушањ, Суто море, у тој време, значи негде од 69-ту гимназијски кампе бија до 79-ту земјотресот кад беше у Суто море и ми бемо коначари, тој тие што смо биле друштво, ја, Моцо, Боби, Мики. Било би убаво да спомнеш некој од гимназија, од Плупе, ако памтиш кога се учие. Како не, тој ми е посвежо у моју генерацију су Од клас. од клас. Сега ја по презиме ќе кажу, не нема да ми Да. се. Значи Не, нема се љути никој. Драги Симоновски Диња,
Божиновски Драголюб Вампир, Светозар Јакимовски Цаби, Борче Котевски што отиде у Австралија фудбал што играше. Ово на Николу Котевскога Па на брат. Никола брат с мене учија и играле смо фудбал. Одамна се оцели изгледа. Одамна. Значи, тој е у гимназију е Лиле Јовановска на бившиот градоначалник Тачета, мајка. Тако е. Па Лилена Шодера с мене учила, па Врджиска, Значи, други познати ликови се. да, Десанка Пешевска, Мирјана Мојош, од гимназију Дивна Ковачевиќ, од прво до четврту годину Зоран Јовановиќ саке у Ниш. Ми још ги правимо тие матурски вечери, па се да не ги наброју си тачно како состав знам кој куде седе. Дали се видуете стално со овие на тие средбе кога закажувате? Кога има тој матурски, Доваѓа. па не доваѓа сви, али 60-70% дојде. Доваѓа, да. И од надвор ги викамо, и Милена, Светлана Милеуснич, да кажем од надвор што ги викамо, доваѓале су на Киру Кошулјара, Силвана, професорка по енглески у гимназију, она и поеше многу добро. Поздравljam ги у овој прилику. И па викам да не ми замери, всеков дека случајно ми дојде, ама овој изведувале Само те смо ги прашам од на матуру. Јовановиќ, од Ниш Зоран доваѓа ли на средбе? Доваѓа, како не, Да, како он не. што работи сега, пензионер? Он е завршија филозофија чисто, предаваше на Универзитетот у Белград, сега е у Ниш, професор по, ако не е у пензију, пошто Тој смо си живе, генерација. он? Да. И Ѓокица, брат му исто. Ево, Овој кад смо изведувале девојке на матуру, девојке, колешке. Ово е Биба Симоноvić, тој знам сигурно, на Славка Симоновиќа, Славеви бебиња Рукомет, што е Славко легенда. роѓена керка. И моја побратимка Слободанка. Овој сам ја, а овој е Вампир. Нино, Мислам, кажи Драган. ни, у тој време, кажувале со овие постри, вика, многу голема радост и узбуđenje, вика, 3 дена, знаеш кој е тија партнерка, вика, не спију, вика, чекам ga те моментот, и кога ќе дојде, вика, пуно ми е срце, вика. Ме заличуеше како, извини, овој абе ми излетем. Заличуеше како на свадбу, да ти кажу, право на изведување. Тако е малце што играш малко трема, па како чекање, тој се правеше, тој, да не кажу, Церемонија. како церемонија, изведување и тој. Али добро, тој беше такав адет, такав обичај и тој е било едно златно доба, златно време. Ја многу интересно се слушаја, па матура, у Кристал, музика, Доживља, да. доживља и тако дале. Пошто еве тој се рачуна, не е тој голема школа да завршиш, ама после тој се нели екскурзии имаше тие гимназиски, Да, низ идеше Југославија. се по Па после имаше радни акции, си идеше една Па убава кад сте традиција. Југославија низ Македонија. Из Македонија. Сакам да обратимо пажње, бе, ми сме ги облека поделиле слики по класифицирале за глуму. Ти покажуваш афинитет за глуму. Еве го, ова е прва фотографија. Па тој е с... Дали тој случајно се деси или и ти имаше афинитет? Не, јас сум обратно, не се случајно, него тој се е десило да ја прво с глуму, па после појање. Некој сви вика кад почна да По чиј поеш, наговор се отишел глуму или сам? некој вика од кад почна од градинко, не е далеко. Значи 73 година ја у театар покрај другари. Шипе покој, јас сум у кум на Шипета. У тој време бие Киро Петковски, една екипата која што беа ентузијасти, сакав га театар и негова генерација на Шипета. После Гиле дојде и ми смо мање више статирале у представа Коштана, Ташана, не знам, од овие битови драме. Чика Перица Прличко, сумнително лице не зема мене и брата ми Перу да глумимо глумите, статисти, али 73. Тоа е 73. Ти фактички први пат улазаш у театар. 73 влад. Тоа су непуни 18 години, на 17 години. И веќе ја 75 годину с 20 напунети 20 години, еве го тај стика со Шешир, ја имам едну од, да не кажу не главни, ама улогу у представу Мајка храброст на Бертолд Брехт. Тој е од представу. Мајка храброст и Шешир, длага коса, фармерке. Мајка храброст 75-ту, со 105 победуемо у Велес, беа регионални смотре и у Требиње прву награду ви го ставив за целокупну представу зимата. Да ми кажеш искрено, има ли си први пат трему кога се појавија на бин? Па види, тоа е улога била со спојање. Јас сам појаја дел сонгови од Селма, Бел дугме. Значи,
појал сам за да еве пишуја си туја која година. Камера ќе запише. 70 која, 75-та. 75-та, да. 75-та мајка храброст и тој годину идеме у Требиње, зимамо ги престижни награде и тој су таму и ги имамо. Само буди го покажемо слику која е дека. Ово е Бране, мој другар кој играе исто представу, само после што ги правимо, Бране Наковски беше шеф на технику у театар, ми сме школски другари и е био одличен глумац и голем другар, а тој сме у Дубровник с Миланка, наша учителка на Мирка Зафировска. Миланка стои, Зафировска играше го Мајко Храброст, Кирил Петковски играше исто едно од главно улоги Шипе Димитриевски, Ајлив и тој беше Бранко, беше Стоја Додевски глумеше у представу, тако едно 7 и режисер еве Мишо Мартинов од Белград, 3-4 представи режира туја. Ето исто тој су од Дубровник. Еве една прекрасна дружба. Онофриева Чешма, нели, у Дубровник, тоа е 75-та, 76-та. Би веќе 2-3 години после поред идемо на тај фестивал со познати имиња кои што су бил Столе Попов, он беше у жири. Сега да прашам, како е така театар живеа, опиши ни го атмосфера унутре? Иде, театар беше театар с големи букве. Прво, како Народен театар Куманово имаше правилен субјективитет. Беше некако ми се чини дека како драмска секција при Центар за култура, што мене лично Се да каже ке имае душу. Да, и плюс тој су имале представи од Скопје су доваѓале премиерија да се гледав с големо еден респект и пиетет према свите тие што су и учествувале и како представе и култни представи се играле туја с добри режисери, с добри глумци, така да тој театар е било многу за мене појак, нека ми извинив сега во овој време, ама тој театар и тие представи, јас сам до 86 годину играјќи у представу на Пурпурниот остров на Булгаков, бија, иначе играл сам куде Унковскова сламената шапка е Жен Лабиш, куде Душко Наумовски, куде Ацо Алексов, куде Рули Осмални, куде дечи представи, посебно и од драмски театар што беше, кажи Коле Ангеловски. Од 73 до 86 тој е добар еден период од 12 години, каде што сам бија. И тој сам, многу е важно овој да кажам за музику, дека сам пропојаја управо на тој представу Мајка храброст и после сам 80 годину за појање добивам награду на представа се вика по драматизација на Пушкин. Како овој Цигани лете ка небу, таа една беше направена драматизација и ја го играше тога Тафара с едно компонирани, имаше исто стихови и поеше го едно како срце сеќам. Земфира, Земфира, цвет во пуста степа, Земфира, 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 не раздели ко два цвета. Кажемо, тоа е негде 79-та. Кој ти Нино најше помогнае од тој дел кога си бија у театарот? Кого си најше упијае совети? Кој ти бија иницијална капица да нешто повеќе научиш од глуму? Кого си го најше такој следие у тие периоди? Тој ме прашувава на академију, не знаеш, јавно ќе кажу, мене не ме примива на академију и не само мене, например Шанита не се га примиле, например од треќу руку не га примиле ни Тонита Михайловскога, нашега врнога глумца, ма треќу мајку веројатно, он знае подобро. Мене не ме примива и мене криво ми ќе утепа се плакајќи, како не дај Боже да ми умрее некој. Што ти га татко ти мајка ти дома? И он не ќе татко ми сака да си бидел тишлер, што? Не те даваја, не? Како, што, какво глумење, како... Ти се ренде, ке земеш, ке си правиш парички. Не е верувај у тој приказно. И ја плачу, што ви утепа се плакајќи за ова. Он се парадуе што не ме примија. Ти кажу најискрено. Да. И сакам ти кажу на академију. И кога ме кој те спремаја, јас сак да не излажу, викам Илија Струмениковски. Па зашто он ми е најблиско бија? Глумац може највише да ти покаже и некој саке ми ја покажа. Ама мене ме спрема малко, а кажа ги Никола Слимовски пантомиму.
куде Марсел Марсо е завршил француску, ише сам куде njega, а ја па земага Хамлета. Што се пати Хамлета да ga играм? Дај, земи, парите се отепуваат, Христо Крле, нешто од наши некои автори, и они за тој малко, зашто си се фатат за Хамлет? Па тој ga научи сега парче и не ме примива. И до години Унко режира 76-то, абе дај документи, ти си готов глумец. А ја веќе играм у театар, статирам, играм. Не ме викам тие исти падаме Бутне, Вилија Джо Лековски, Стар Милчин, на Владо Милчина татко и така дај. Струмниковски е исто бил интересантен тип. Да. Ама он вика после овој Пепи глумац Битолски театар, Мирчевски вика, шо бе театар воопшто упење си остана, нема у театар бакшиш. Нема за глумење. Нема. Ева да ги од глуму да покажеме што вие слики, да завршиме овој дел. Дубровник, Сребрено, тамо сме биле почесто, како дружење на убаво с глумци наши, кумановски и не само кумановски. Па тамо сме се, како викав, дружили и упознавали. Мима Хараджич играе тага у Марко Краљи, суперстар. Да, Мима е био Буда. Ова е малку, ако е овдека измъглена слика, али е... Не, да го покажемо, нема да не го забравимо. Па сви, 10 јули увек су биле добровачки летни игри. Ние малко задржимо од дневнице, ноќнице што имамо, и да може да останемо поише 10 дана. Овдека е Шипе, мој кумашин, Киро Петковски, Бранко, ја и од технику. Значи, овдек смо си имале, како цел театар смо ишле. И ова е интересна туја. Еве, ова се бањете. Има ликови, ова е Томе Момировски, познат писател, Владимир Грачевски, Столе Попов режисер, Бране, ја, Шипе, у Сребрено, тоа е 76 година. 7 месец. 12 тоа ако рачунаш колку години су тоа, не су малку. А? 45. Скоро 50. Ова е хотел Сребрено, у Сребрено, исто е Бране, одресен беше колега, ја, Киро и Шипе. Како сте биле како другари, како сте функционирале? Знаеме дека другарство ми било малски многу... тој, вика да отворимо Шипе, вика да отворимо Нино еден театар на Пазарче. Он живеше позади, мајка му Вера, моја кумашинка, продаваше леп овој жито мел. И вика да отворимо еден приватен театар. Какво ќе го викамо Ниш? Зашто Ниш? Нино и Шипе. Нино и Шипе, да. Ево дека малку да. Ово е на Владимир Грачевски, супруга глумица беше. Она исто беше с представо тамо, па некоја слика тој за сеќање, а овој с брадо него покажуј ќе сакате филм да ме земете. Еве сега може ќе те види некој да те вика, ама треба да пушиш брадо па. Ово не е кастинг, ово е тачно од серију за Климент Охридски, 86-то снимано у манастир Бигорски. Гласникот на цар Симеон, јас сам ga играе. Една од по-добри епизодни улоги, заедно со Жико покојни. Овдека брада е подугачко време пуштена. Па, пуштена е, да. Ќе каже некој лепена, ама не е. Не е лепена. Еве, од глуму још да ги Не, овие су, чекај, не ги прилипај. Пардон, ова е Столе Аранđеlović, познат југословенски глумац. Столе Аранđelović, Живко Пешевски и ја, моја маленкост Нино Велики, ќе кажеш, Величковски. Вие сте во сликани? Ово е Бигорски манастир на снимање. И у Охрид снимал. Тоа беше месец да на снимање. Овој са ми другари, школски. Моцо ми е Бошковски другар. Боби, покоја на ставрата си, брат ми Перо Величковски, Нино Величковски. Нино, да не забравимо овој да кажемо, дека Куманово во тоа време е имало многу организирани... Дефиле, овој се од Толи Зордомис, еве цело, овој сам ја овдека, Милица, Мица, од мој малу, ми беме извидјачи у исто време, учител Маке многу не тераше у тој Дабар, има смо еден вод Дабар. Овој шатор е баш кој комитет сега? Шатор баш комитет, како да ериш пап на ќош. Ти куде што седиш, пио кад пиеш и кикирики. На кафе. И немој да си кратие у монтажу од овој нешто. Не, ништо, све иде комплет како што е. Ако треба 3 емисија, спа е тој. Куде беше у спа, што прави спа? Сакам да идемо на овој сегмент сега овдека. А тој е сегмент. Тоа е дружење куде мене дома.
татко ми Бранко Величковски, Качамага вика се на презиме, он не е сака да го викам такој. Моцо Бошковски, мој другар, Канчо фотограф и фотокино клуб Козак, Боби мој другар и Милорад мој другар Серафимовиќ. Сакам да те прашам за татка и за мајко. Татко ти бие тишера, мајка ти е била исто домаќица, скромна жена, работала во Мичурин, али? Да, Мичурин, Учик и негде после 15-17 години с едно специфично мигрено, не мора да стане у пензију, али е била многу вредна. Мајка храброст, може да кажу, стварно, с 3 деца одгоила. Ја имам уште сестру која живи у Скопје, Светлана Величковска, односно Марковиќ. Мене ми е зет Суки, што играше за КСК. Фантастичен фудбалер. Да, тој беше десетка, ми вика смо така како десна виртуоз. како Тривке Михајловиќ, он е заиграја за прв тим кад беше Петаковиќ. И се ќе кажу едно, не знам, тој фотографија не сам мога да најдам. 70 на 71 годину, кад доаѓа Петаковиќ и прави туј селекцију на играчи, први добивамо регистрацију покојен Павле Георгиевски, Владимир Цуки Марковиќ, мој зет, ја и Звонимир Андоновиќ. С моји регистрацију длго години бранеше Мишко покојан како голман. Да. Значи сам бија регистриран за Куманово. Ми га вика. Колку време беше Куманово фудбал? По 1-2 години, после почна единиција да реду. Татко ми не дозволи, тој прво на другу годину гимназија, 69-ту ја запиша, веќе 70-ту сам ја бија тамо, а иначе играле су. Тој да бидеш у тај тим каде што подмладак ќе бија, каде што играе покрај Цукита, Рустеми Демир, Миленковиќ, играше Джамбас, играше една екипа врвни, значи подмладак кој бија многу јак, а тага на зета ми му скршива ново раднички пирот, ПФ или Печер се викаше. Тоа вика е била многу потресна слика. Тоа отворена Кад прелом. се скршила, нога вика како бомба да ја погнала на Јас сам бија стадионот. на утакмицу, овамо сам био не у резерву, али подмладак, па сме имале могуćност да гледамо нормално, да бидемо. Тој е 70 на 71. Он е 53, едно година е постар од мене. Суки да не е он големо, после игралец сме имал фудбал, има га на слики, ама страјето е отворен прелом, два фактички прелома има, тој е пукна само, знаеш, такав еден омака за тешка повреда. Значи играја сам фудбал. Али да кажеме, ти памтиш тој период Куманово тега живеало за фудбал, стадиони бија пун, атмосфера неверојатна е била на игралиште. Па така авиони се нешто бунивак, пуштале смо авиони, летке, тој с победу беше. Куманово Пелистер. Да, или Пелистер, да. Улегнамо у другу лигу, после Петаковиќ да е Качунковиќ. Значи јас сам 2 години, после активно сам бија, али не играше, единица док не поправи. На која позиција си играете? Ја центар халф, центар фор. Значи петка или деветка. Такој сам е, пошто висок беше, слабачак. Да. Можеше да трчу поише, на вујки лажу потешко. Памтиш га Петаковиќ понешто е? Па он не прими. Не, пошто го памтиш Петаковиќ? Много строг. Вика он ако не истрчиш 100 метра, понеделник ги чекаше старејка и тие, ако су нешто заглавиле, ако не истрчиш 100 метра, трза га од тренинг. Ванчо Старејка бија стварно голема легенда. Али он е бија лиг, да кажемо, синоним, пошто тега од Кумановци па немаше многу, дојде ово Димитриеви, дојде Вукели, дојде Цветковски, Талпа, Штерије, многу дојдева играчи. Али ја кад сам так бија, а тренирале су Шуте, јас слушав оној пут и Шутевско, Шуте тренер, Бале, мој комшија, тренер. Значи имаја тренер за голмани, тренер за, значи а играше, војник беше Ице Божинов, страшен еден играч кој беше како војник, играше за Куманово малко. И да не ги наброју од браќа Алберт и Садиков, Бек и голман почина Алберт. Од Кумановци бие тега Трајче Бошковски. Цепле бие после. Да. Трајче после. Не што Нино сакам Кумановци се многу збори Петаковиќ бие лош, бие вакав, некој га фали, некој Пужа беше мој сват. Пужа, да. Петаковиќ ипак оставија некој трак во фудбал Куманово. Не некој трак, него с njega почна извини, тај систем на другу лигу го бетонира он и после Качунковиќ дојде ми веќе имamo дефиниран клуб, добар клуб Куманово. И штета, ја имам еден апел. Ми имamo доста фудбалски радници у град, кои работев у ФФМ,
кои тренери, кои биле играчи бивши. Мислам дека една иницијатива треба да се направи, друга, треќа, ако имаше Тиверија, ако имаше, не знам, Росоман има. Да ми мора да имамо и треба да имамо прву лигу. Не мора тој да биде горе, али да игра у прву лигу, јер има овој фудбалски град, боксерски, кошаркашки, рукометен и така даје. Много е. Па ми сме град едини македонија со 3 олимпијца. Да. Еве овој стико да го покажемо. Ово е с хор, значи 72 годину горе у Паланаци. Ти фадиш кога завршуваш фудбал, идеш на Па не, музика. јас сум бија хиперактивен у тој Да. дел, значи куде е могала или ќе се пое или ќе се игра фудбал. Важно, ова е хор, камерен хор, формиран од гимназиски, тај кадар ја ише у гимназиски хор сам појал кодече покојнога Частав Трипковскога. Да. Он ме профилирал певачки и за да биду камеран, па у Илинден, ја имам претходно 10 години хорско искуство, па после октет. Значи не сам дошел од Сокак. У основна школа појавили се на некои приредби представи. Па еве овој Кумановски вечери. Бија сам водител, па сам играел фолклор, Рајчо не е спремаја и у едну представу Лошиот цар, глумат цара сам го имаја, играе. Па ми падна брада узбрње, не беше залепено. Татко ти мекни што сте викале, Нино, прибире се домове, немате цел Тоа дан. прибере се он, ти викам он, ти ще раде даски овој, он е од тој израз најасен, свака му час. И сакаше да помагамо дома, не само театар и музику и тоа, али после кад виде од сина му бидна певач, па на промоција ќе видиш тој. Да. Бие присутен. Собираше ми га бакшиш за да штеду, да не ги потроши. Овој Кумановски вечери од Домјана. Чувени Домјана. 68, 60. Тој баш беше препознатлива, уникатна. Не, ово е унутра, горе у голему салу. Туе и мала и гитаријада се одржувала на времето кој се сеќа. И дочек на Нову годину е било Да, све. да. И доли имаше една сала билјард. Нино, дали е таа што имаше еден, работеше од Домена еден Дуле со збркови, многу строг. Дуле, па е кино, он беше кино проектор и овај кино беше... Како му беше презиме, забрави? Дуле Томовиќ. Томовиќ, да, али многу строг човек. Дисциплина. Тамо тој Чичо уведиме или со слепени картен, немаше тој. Еве го Имаше твоја добри мајка, филми. Да. Глумица од Холивуд. Лилјана Манасиева родена 35-та година на 20 и ја го прашиеше мамо кад си родена 3 дена пред Свети Атанас. И се рачуна 27 јануари сакеве 35-та година у Велес. Лилјана Манасиева Величковска. Дали знаеш според кажување на татка ти и мајка ти куде се запознале они? Како е Они паднала со те прва љубов? Тетка ми. Еве го тетка ми, чекај куде беше. Еве. Да. Тетка ми Невена, малку овдека, татко Она ми ли- Бранко Величковски и чичо ми Она ли ги запознава? Миливој. Тетка ми ги запознава у Велес на тие излети првомајски, Така е. 52 годину. Они се зимав на Петровдан, 12 јули, Петровдан свадбу прави, 53-ќу, а јас се раѓам на 2 мај, 54. Тоа е тај приказка. Значи тоа е била кратка љубов. Па, Условно кажано. едну годину, ама Едну годину, тој време една година не се путуеше, немаше мобилен. Не. У автобуси тоа. Да, да. Годину дана не е мал. Овдек сам девер на од Ево, тетко да, ми ова е брат ово интересантно слика. Ванчо, Рајка, ја девер, че тој е 68 и 9, тетка ми Невена и Ноне, моја сваќа. Тоа Ноне ме асоцира до онај музичар у градско музико, Да, не група. Ноне е Да. на благата шешка. Мој сват, сватба се прави у Нову цркву, Света Тројца. Може ли овие да ги Куде прекажам? поп стојка. Еве. Ово е од другари мои од гимназију, у хотел Куманово доле имаше музика, дружи смо се многу, овие јазични што смо, 4-то 5, 4-то 4, тој е Лиле, Биба, друга Биба, кога још имам дека на свадба, дали и вампир мора да ја тој не, на некој свадба, еве га Ѓоко, еве га Томе, сега да не ги викам по Ино презиме. Кристал е бие пун увек. Кристал е било, како ти кажам, место... И хотел Куманово и Кристал. У тоа но- време, значи, од рок групе, кои су били од Маѓарску и од Чешку, до увек музика, надвор, оној новину да прочиташ, кафе со Кафе, Ратко. да.
И тој све дешавки биле со хотел Кристал. И у хотел Куманово и доле е работал и горе. Горе смо длги години свириле со Шојке, негде од 90 годину, кад се реновира со сви Е, овие од што... 100 да покажемо 65-та. 100, да, тоа е на екскурзија смо ишли со од 13 години низ Македонија тоа е било. Еве го и ова е. Пуно ќе се Мислам да препознаем на говоримо, овој слику. Значи, требаше да направиш едну емисија со црно-бел формат, па после у колор и после овие што не су колор. Да, Тие што- прво идемо сега црно-бело, па после идемо у колор. Чека вој на некој мост. Ово е, кад не е на Преспу, да не кажам На на Охрид. Преспу, Чекај ќе прочитам. Баш. На Преспанско езеро. Кажати ја. Значи, Ово е куде Преспав што се снима тој. Туј се мако бањале, А мако. Бањања е, виж, тие. Тако е се Кажи исто. ми, но кад идеш у војско, кој година? Војска, значи 77 годину, кад ми се раѓа керка, ама так беше оној, не може, ако не отслужиш војско, работа нема. Еве го, И- керка каде родене, каде порастала, Да, еве. да, да. Ова е Како се вика? Анита Величковска, сега Димовска, значи од која имам унуку, која се вика Бела, која има Нека е жива и 14 здрава. години, да. И ова е негде каде била годину и кусур, нема. Куде работи сега нито? Анита е просторко Кочурац. Кочурац. Да, Добро. по енглески. Ти си био у војску, А ово е Анита Кадеснашка. еве го Анита. Тако е. А ово е Анита со статкал. Деца со најголемо богатство. Па, За нива се боримо, да ти за нив кажам, се борба мучимо. е да нека биде живи и здрави, да здраве да ги служи и да имав еден Тоа е најважно. убав живот. Тоа е најбитно. Паре су полозна работа у живот. Паре имаш, па немаш. Тој не знам, имаше тој с другу керку Магде која ми е у... Ќе го најдемо после, ќе го покажемо. Кажи ми за у војску некој збора, не. Па види, војска 77 година, викав школа живота, тачно е тој дека е такој. Малку сам ги турија сам се не увинклу, ама како викав У ред. у ред, у кој смислу, да можеш себе да се у огледало видиш кој си и да се осознаеш, пошто тамо си оној не сам, ама докажуваш и покажуваш дека можеш. Не сам знае кревет да наместу, па почеток даваше по едно пакло цигаре да ми мести друг. После кад виде дека е тоа скупа игранка, научи си да си место и кревет у 5 сат 4 е било станување, саобраќајна војна полиција у Титоград. Ево го сега. Загрешам, да, Подгорица, 4 месеца обука, зема А и Б категорија која е А, Б, С и Е се префрлја у цивилно, отиде у прекомандо на 25 декември у командно на ратно воздухопловство у Земун како плавац, 10 тар млади водни бидна, тамо ме примиват члан Савеза комунистите Југославија. Тито, Кој се влека на слику, знаеш? овие са ми... Твои другари су овој. Овдека е еден е Кумановац, Жикица, еден е Миле од Паланку, Славчо Василов, ова е македонска приказка и ја. Да, На браво. Калемегдан, ова е негде у Белград е. И сега многу гости кога се доаѓале, вика кои се служиле војско у Београд и у Земун, вика неодминлива работа била постана Скадарлију, на тие убави музичке Па седенке. Извини, може да ти улегна у реч, или памтиш речта кој ќе леш вика. Мене ми беше Београд како да на бинго да сам добија прекомандо. Прво имаше га режисера Мичо Мартинов од Дом омладине. Прво гостување на Леби Сол, ја имаше карта за Леби Сол. И у војску сам главан таму, безбеди ги карте да. Друго, на непуни 5-6 километра ми е Нови Сад. Тамбураш е прв, тамо сам Звонко Богдана, Јаника Балаш, угоре у кафанова сам тамбураши сам ги упознае. И од тој сам инфициран јас с тамбурашите. Не, близко беше Дом омладине, значи Партизан, Звезда, у овој како сообраќајна полиција, нема што не сам гледае. Гледаја си и на Маракану и на Јана. Да. Сви овие представи што су биле, не дека можеш да улегнеш без пари, ама како дежурен полицајец сообраќајна војна полиција, сам има доступ до овој. Сега да прашам, дали си партизановец или звездаш? Звездаш.
Изгорен. заради Шекуларц. За Шеки, да. Шеки легенда. И упозна се кога радата Трибисена, звездар сам, да. Уствари, добиќу тек на едно звезда Вардар, каде Београд е ли? Дуле Савиќ, не, овдека У у Скопје, Скопје, аха. од Комит. Едну раклju, пета минута Мечкаров не га задржа, и ја гол ја забре, ја си навијам прво за Вардара, па после за Звезду, кад се игра на вама, нормално. Тако е. Си како се скаса када е. Ама кад ме нарипа, браќа не мога да ме извади, издедеќу те, поштено. Па тоа е. Една Ја гол, ја за Звезду, вика, чекай ти да меѓу комите си. убаво е било у Београд, во свак случај. Београд ми е 8,5 месеца прошло како 8 дана. Значи содржине, театар, Ателје 212, Југословенско драмско, Народно позориште, у Земун беше фестивал на монодраму. На гледаја сам се представил Радован Треќи, Краљ Ибрии. Како да ти кажу, у Дому омладине сви содржине. Овој све што е мало кад у суботу, неделју, посебно кад се отиде овој наши По офицери. кафана ишли си. По кафана е стара Нова Пазова, свака куќа кафана. Да, Значи, а скадарли донети збор. тоа е велелепна Тој да- работа. Убав еден дел од... Еве што вие Да, ово е свадба, ово сам ја, малечек, значи Нино на 2-3 годинке, на некоја од фамилија е била блиска свадба, татко ми, тетка ми, музике, тупани. Нино, Водиле сам е свугде, на Тега пола. става било интересна. Снашка се иде од дома до дома куде младожењу и обратно, мислам до Па Снашко. тако се правеше свадба Не е имало кола, джипови сега. до 70 и некој. Тако е, да. Мене Бакија Бакиќ ми свири на свадба. Легенда И дење, Бакија. свирење. Да, и овдека е, ова е свадба на мајка ми и на татко, видиш, се чува на слика. да. Само да видам, не, извини, земати го. Кој ви е кум, стареков? Улегна у кадар. И кумови са ни биле Цветко Екимовски инженер, еден од председатели, подпредседател на град Куманово, а старекови од Джартови. А, Джартови, архитект, ово што е. Не архитект, него брат му на Деламарис Изола, што беше Джаро, ќе ми текне на име, они са побратимци. Тоа е исто, еве, мајка ми и татко ми, дочекна ново годину чичо ми у Сега да прашам, у татко Монопол. ти има ли мерак да седне да пине, да се дружи? Мерак ли е бил? Па, Или е скромен човек бе? Он е, негово пиење беше ракиче, евентуално пиво, али не е бија пијач на дуги стазе. Значи, тако е друштво кад е. Еве ја и брат ми у Матејче, види се и манастир. 60 Да, и убаво. кој е, 8-9. Тега се ишло многу мотече на изет. Не на излет, Непознатливо е било. не е ово е на летување, На по летување, 15 да. дана, и зимување чак И има. чист воздух убаво. Да, идемо далje. Многу фотографии имаш свакаки час. Овој е Драги Мачка, с njega бем у војску, овој прво у Драган Сутома. Мачка Сетком. Не. Мачка, што беше у турист, што возеше Оу, отиде... шофер се живи у Београд, у Пожарево, С да. njega бемо заедно у Титоград. Да. Војници, он отиде у Сабраќајно, ја у овој курс за десетари. Он се оцели у Београд живи сега. Тачно. Ја и мој другар Мики, Милорад Серафимоvić, верни другари, што е коса се на путац носеше, дугачка. Мики има ли мерак и онда Па им дугачки беше, стазе беше ли бие? мераклија беше. на дугачки стази? Мики, сви смо си биле... И Шојќ такој- Бог да га прости. Па добро, тој време по славе кад си идеше, знаеш, не се носи за овој виски, него или ракија, или вранац, еве га Бране, Боби, ја на овој матура ќе да е Да. 5-10 година од матура. Сега ако почнеш овие од фудбал да ги покажуваш, кој знае куде ќе отидеме. Емисија четвртак ќе ти Четврта, да. скочи. Не у четвртак, у понеделник. Ово е црно-бела još uvek. Па тој смо од хор Бане, ја со Корешку у Вараждин с братимени градови. Сега да те прашам, Нино, ова е слика куде е? Овој у двор куде мене, Зелен пазар број 9, док не беше куќа, с моју Аниту, годинка, јас сум се од војско овдек на отсуство бија, 78 година. Тега се дојава на отсуство, Так се роди, кој се роди 78? камероване 77 нешо. Неше е за зело с керка ми. Ово е с фамилија Димичкови, тетка Маре и чика Димичко,
мајка ми Лиле, татко ми Бранко. Ова е на дочек на Ново година. Сега не може да ти кажу дали е Домјана, дали е Монопол, али Армоникашки мало пуно у Куманово тоа време, Каро Каро армоникаш. е највише бие, кога Каро е нас легенда. на брата ми у војското, братучеда од тетко брата кога ги спреќамо, веќина ова е татко ми коловаѓа с бркови. На njega заштитен знак е вдек бркови само. Не се Ако се избричи еден пат, мајка ми ќе го оставила. Значи тој не прифа. Вдек е татко ми, овие са ми роднина од Белу цркву. Има една оној као колонија што се сели од овдека од еден бар опчињу за Белу цркву. Овие са ми роднини. Значи там овој сам ја, овој е мајка ми, татко ми, сме ишли на гости у Белу цркву. Имаш ли контакт с нима? Па немам повише години, ама у тој време сме ишле. Мене са ме водиле како дете. Имамо и у татко ми у Качарево служија војник и често ишија у Белу цркву и Богат опус на слика Нино Исто е овој у Величковски. Матејче, да. Матејче манастир, иде смо на одмор, иде смо на зимување, прекрасен објект. Штета што не се возобнови у смислу да има летување, независно. Нино, ово изгледа горе хотел Куманово. Или грешка сам? Па може да биде, да ти кажу искрено, може да биде, иначе и ово е на постара, ово е од Соларци, како што ја препознавам, исто дочек на Нову годину, тоа веќе кога смо биле горе у зграду Бождар Мицковиќ, значи на 59-ту, ако е 60-ту, млади се они биле тага, на 30 на година. Ово што гледамо и ово што се проче све у живот има еден убав повод да се размислува да напише некој монографија Нино Величковски. Па еве, Да, Маријане, ќе обздану за тебе и за пошироко јавно, за мои сограѓани кумановци и тие што сакав да слушав, не за мене, него поише оно што сам направил музику, али овој дел е све дел од содржину мој животно. Ја ќе праву следеќу годину 40 година јубилеј од мој музичку дејност, 2023, а у припрему сам на монографију. Треба да стане еден трак. Моја монографија, Така е. куде што ќе има дели од фотографија, од новински, од одредени записи кои не може да биде и едно DVD може да ќе се направи со одредени песме, почнувајќи од дуети различни со одмериму преку Благицо Павловско, фестивали, награде, посебни делови со октет, со тамбураши, пошто знаеш не може еден пола век или 40 години да стане у 40 минути едну емисију. Многу има да се кажува, многу има. Еве да кажеме случајно ми додева вие на не смо до тој тему. Ја около 100 емисии имам направено фолк муабети, кои на времето се ги гледале на ТВ Зору. На ТВ Зору. Тоа е с сви познати имиња у тој време, ова е Сузана Спасовска и правено е у хотел Куманово, у Црногорца, куде Цецета Лав. Исто сам има такав систем на работа. Сега те прашам дека за тој твој голем јубилеј планираш еден голем настан, сигурно. Да. Ту има трилогија, да не кажу, можда и една монографија, изложба од сите овие една постановка, солистички концерт и евентуално едно DVD измонтирано с настани, наступи. Има гости сигурно и остану. Да. Сигурно дека ќе има гости с кои сам работаја. Цветанка Ласкова ти бемо едну емисију заедно, односно она ми беше гостов дека у Куманово. Дружење много со сви колеги мои од естраду, у тај Благица Павловска дека у Валандово, со Шоиќа и Зокита Трубу. Тако да има што да се... Ово е свеќе се уметна монографија. Да, ово е дует с Марија Чибариќ, на Стипета. Господја работеше у Македонско радио, дует имамо направено и наступено на еден заеднички концерт Марија Чибариќ. Тој е Вучиќ, наш мој драг колега, сега покојан, на фестивал Тумба Фест, кога ми дадева награду за Стар Беќар, прву награду. Ово е од промоцију моју 90 година у хотел Куманово. 90 година на ЛП плочу и на 90 тој колку години? 31. 31.
Имаш ли Нино план кога ќе го правиш тој твој голема манифестација? Дали културен дом, Па ќе дали чекам голема сала. да се ќе се напуни, ја ми се требало. Не мора на GTP, еве на спомен Костурница да. имамо убав простор, имамо. Да, отворено, да. Да, отворено би сакаја да биде у рамки на Тамбурашки фестивал, тоа е сигурно. Така е. Еден ден, на пример, ако е петак, субота, може четвртак, ово е дел од Тамбурашки, пред Центар за културу, прв фестивал. Прв так би на градоначалник Зоран Дамјановски. Зоран Дамјановски ЦИЦ. Цици. И овој сакам да покажу еден период, 89-ту годину, с бардови и легенде на македонску Гоце Николовски, што го отпоја 90-то Бисер Балкански, Јонче Кристовски, ја и Дионизија Зајков, директор на фестивал Вогошче у И Сарајево. негова смрт остана голема мистерија на Гоцета. Ово е едно не пикантерија, ово е да кажу ово е извлачење велике наградни ине вечерњих новости, така се викаше. Значи у Кумано беше у спортску салу. И замисли еден куриозитет. Тај што добива Рено 4 од Врање и ја га извлечуе. Иначе на извлачење бие Милан Бабиќ, Канка Палдом и Чеки Турковиќ. И пишује се извини. Поише Кумано спортска сала 6 мај 88. И не станува големо славје, И фешта. стављу каде Црногорца затвори се кафана. Добро. Тоа е се смеримо ако стигнемо. Чека да се да спомнеме овој да не забравимо. Фудбал ти кажа еве га тоа од Соколано. Да, у Соколано ово е Нама, екипа на Нама у тие работнички игри беше не Да. модерни, тоа е било супер. У Нама у И состав. смо у Нама у состав тренера и играше, знам едну такој у окрес он е левак што викаше Раклја. Даде и стоите беше тренер Моме Думановски Жулј презиме, нели ми сме работале у Наму заедно. Он беше референт за белу технику. Новчо, шеф на Железарио, играше. Туј е од комшија мој Шангај, покојан. Туј сам ја, туј е Зоки Корка. Зоки Корка, да презиме нека ми извини. Петровски Зоран Зоки игра, он и тренер беше на полно да ги. Благи Насковски Селјо, Рде мој сват, а играш Изет Мицуки Марковиќ Малко, тоа е тим кој да не кажу први места, ама прво друго е Зимаја. Овдека си некако скроман на бину. Па тоа е на кад се ми маја бруто нето 80, куде остави? 75 кила. 5 години од матуру, у Хотел Кубу. Хотел Кубу, да. Да го спомнеме и Кубу, дека и Куба е било доста интересантна, посетена. Куба е била место престиж у тој време да се, Да. значи покрај Кристал Кубу, и наступале со познати имиња и од македонско естраду. Тој роѓен дан 2 мај у автобус. Ево дека шампањац. Пут за Сараево. Шампањско. Тоест, еве га Кице од Наму, мој другар. Покојни Кице. Не, жив е овој Кице. Оне имаше еден Кице, Не, друг... тој е од Јуктурис. Кице у Наму. Овој од Јуктурис беше, да. Тој е од Јуктурис. Еве ги, тој смо на роѓендан мој. Како што кажамо, Нино ќе мора да направиме уште една емисија, затоа што овие фотографии треба да ги испрезентираме. Право богатство, права историја твоја. За крај на прв дел од овој серијал, ја би те замолија со едну песмо да ги поздравиш наши кумановци и кумановки. Ја белда не сам, ја видеа како сам се оженија, изглоѓа ме како коску, тај женина фамилија, изглоѓа ме како коску, тај женина фамилија, многу тешко да си зет, Марјане, још полошо дома зет, чак ни ноќе немам сон, ке си умру ја без ден, многу тешко да си зет, још полошо дупли дома зет, чак ни ноќе немам сон, ке си умру ја без ден. Како викал Нино, баба и дедо се вика зет како мет. Зетка, па за тоа, појане... То негде проваѓа, негде не проваѓа. Значи, појане не вика на мене да ми го отпоеш едно кумановско најбоја визе. Куде знаеш дека сам дома зет? Па на чело ти пише. Вика, познава се по понашање кој е дома зет, вика. Да.
таа е песма на Тумба Фест, една таква од подраги и доста кој ми се тражи, кога ти ја каже мој што викам мајтапчиска кумановска, отслик на тој мене Сладјана Стојана ми ги пишува текстови и Старбеќар, и Зет дома Зет, и Сак да е жив Батко Ѓорѓија, и тако е да фала во многу. Сак имам и од Бобита Петковскога. Па добро, ја на Тумба Фест тој е мислу фестивал кој стварно треба да постои, да ga има, али нормално да има и поголем критериум, да донесе и болji певачи, и подобри песме и така дали, така дали. Има време за тоа. Фала ти, Нино, и гледамо се у Фала на другу покана, емисија. ја мислам дека овој не е завршно да се Ова е прв дел, захвалуju. после идемо со Ако друг овој дел. не се испрезентира, овој богатство ќе остане у фиоку негде Да. и треба Сега- народ да види, да чуе што Ќе ја како. презентирамо. Ако имате време и Да. ќе гаеше паре. Фала ти Мора да ше е. пуда и драги кумановци и куманки, поздрав од Куманово СПА и видимо се другу прилику.